Спонтанен аплауз за Зоки, ве молам. Нешто лично мене, што многу ме смеет, се несмасни луѓе, трапави што ги викаат, знаеш, лижит сладолед на пример, му капвит да види што се има десено и со ноктов во око ќе се пробуди. Знаеш? Или парфем на пример сака да стави прска 2 пати десно, еднаш ка во око на онкологија завршви. До тој степен несмасни луѓе. На пример имаат, ова вервам дека на секој му се дешават. Мене 3 пати неделно ми се деша. Влакненце да ти застаните овдека, знаеш, и од течен македонски литературен говор, то се претварат во некаков си азиатски дијалект, ама и да имаш пломбирано зап овдека, знаеш, уште под анестезија да си, моментове, например, шо е, еве, ој мени сам, и кој ќе го истаиш. Мораше да го стам во ситуација, јас го замислувам и сакам да му се деси едно непреведувачо ни што е од собрание. Тој сакаше да кажува дека собранието само ај мајката влакно. Дами ве молам, вие ќе одговорите на ова, дали е вистина? Значи, само на женскиот род може да му се деси да го истај влакненцево, да види дали е однос, клепка или трепка и да види метил дали има на него. Имат ситуации кај што се памтет, не знам дали се многу мислам, не се за смење, то се за плачење барем мене. Пред 2 месеци, ова е вистинска приказна 100%, пред 2 месеци стендап екипа во Охрид, имавме во МКЦ, овдека имавме настап. Гостин ни беше Никола Радојловиќ, комичар од Србија, не знам дали го познавате, човекот е слеп. И дење и ноќе, за него е ноќе. И сега завршви, прекрасно беше шоуво, и ја и сега да се видиме после шоуво, знаеш, да се запознаеме кој сме, шо сме, човеков си нарача пиво, не од чаша, од шише. И сега кој што, знаеш, вака сед, нешто го зачеша нога вовдека, кој се наниша на луѓе златни. Со оково директно на шишево. Леле, викам овој. Леле, ќе се деси. Илија Богдановски, Господ златен здравје да му дај. Во последен момент го трга шишево, леле, викам. Не можеш ништо да направиш, Се, ко Ultimate Survivor да гледаш, пак ништо не можеш да направиш. 2 минути после дали Комарец го имаше каснато, пак се залета. Илија цела вечер ова го прави. Само да избегават. Ој, викам, си има дрешено си ископат очите тоталка. Мислам, пази, ти ако си 100% слеп, тебе ништо не ти менјава. Дали ти истаиш око, дали двете или едно, стварно ништо не ти менјава. Ама овие околу тебе ќе мисли дека ги дупчиш. Знаеш, вака дојш и со стапче. Страшно. Ова животинче во дома што го имам, жена што треби да ми е нешто слично. Мислам, не е слепа, гледа, ама несмасна е коточа. Жими се ви кашва. Фала. Прво што прави тоа сабајле, јас се будам кафе, пијам тај да се мавнит негде. Знаеш, по телово изчукана која латничаро застава. Вака да ја виш, толку лузни има. Луѓе златни, мислиш дека дуксер на риги носи. И дојде моментов да ја запросвам сега, сакам да сум совршен сопруг и тако дале. И зедов свети, вино, затемната атмосфера, негде тука изгледа ебав работава. Пошто ти на несмасен човек, ако му даеш вино, свеќи и затемната атмосфера, то не е романтична вечер, тоа е атентат. Ме пуцат, мене трема, знаеш, се спремам, да клекнам, го земам прстенов, вака клеквам и викам, сега е, брате, моментов 33 години се спремам за ова, мора да го поставам прашањево, ама без грешка. И викам, душо моја, дали ќе припазиш поќе во животот да му еба мајката? Рече да, колку е романтично, го стави в прстенот, после 10 минути го изгуби, логично, и викам, ако имат Господ здравје, нека терат работава. Да. Во моментот тука ми се постави најголемото прашање, што некој пат ми се поставило, се викам, дали татко и мајка ми ја дадоа на чување, па со време планира, знаеш, да си ја повлече, или јас треба да се јабавам со нејсе, пошто ако продолжи двака, ќе ми треба да се земам уште една жена за резервни дела. Знаеш, гаража да чувам. Нога. Па, да ми се удриш мило, да ми се отепаш не. Да. Имат 2 мода на возење на кола.
Едниот е несмасен про, односно едниот е несмасен, другиот исто несмасен, ама несмасен про. Со тоа што во првиот влеквид в кола, ја пали, тргвид стават прва, четврта, ги покрива точине и газ. Во таква ситуација, фиксно од ретровизор. Фиксно. А во овој несмасниот про се враќа да го тоа бити другиот, знаеш? Да е комплетно несмасно. Джандариве, знаеш колку почна е чудно да се доживуваат покрит по телефон, почна да ја застанват. И викаат, застани кај си, ние ќе дојме. Немој си врнала, жими све. Не пред разлика меѓу легнат, станат и од овие картонски джандари, ги поминви. Овие кутриве од централава се јавуваат, се треси цела, викат колеги, ова влезе в кола, ве молам, прибирајте се полека. Таа возит јас на совозачко, таа возит јас паничам. Ама ми текна со ракава на рачкава стојам. За не дај Боже. За не дај Боже. И логично е, значи ти кој ќе возиш, пази се, возит, враќат на месенџер, постират слика, она рече го репорт праќат за на работа и ми зборвит мене, например, викат, ме сакаш? Викам, гледај напред, мори дете ќе згазиш некој. Те прашвам дали ме сакаш, пошто за нејзе во тој момент е најбитното прашање да ми го постави. Логично. Еве вие, не знам колку возите од публика. Да возиш кола и да гледаш вака, ќе мавниш негде. Кој сакаш биди. Му ја пукна на еден колава, шо беше резултатот, тото почна вришти. Тама да плаче ко нацртани, не Никола! А, викам, не пријателка сега. Не, со солзи, браники, предница не се лепе. Треба на мајстор да се носи. И излеквиме, да видиме шо Белја има направено, излеквиме и сега викам шо правиме, сега викам ќе го чекаме газдава, него да го прашаш, ме сака?